Денеска во ресторанот Аратар се одржа четвртата иницијатива на Националната коалиција за животна средина, која е во организација на Сдруженијето на граѓани Центар за еколошка демократија Флорозон од Скопје во рамките на проектот Еднаков пристап за ефективна правда, финансиран од Европската Унија во соработка со граѓанската организација Грин Орага од Кочани. Иницијативата е во рамки на Националната коалиција за животна средина, во која членуваат 32 граѓански организации од целата држава, чијашто цел е да се овозможи поголема видливост и влијание на граѓанското општество во демократизацијските процеси на локално и национално ниво. И целта на денешниот настан е да ги детерминираме, односно да ги посочиме клучните слабости во управувањето со животната средина во Кочанскиот регион. Самиот настан го организираме во соработка со локалната организација Грин Орага, на која што се поканети група на граѓани со цел да ги изложиме локалните еколошки проблеми на маса и да извлечеме конкретни заклучоци, да предложиме конкретни решенија како да се надминат истите и на тој начин да постапиме кон повисоките инстанции, односно локалната и централната власт, со цел да излезат во пресред на граѓаните во решавањето на овие проблеми. Директорот на Центарот за еколошка демократија Флорозон, Кирил Ристовски, по оваа средба очекува да се излезе со конкретни заклучоци кои подоцна ќе бидат доставени до владата и до Министерството за животна средина. Во форма на заклучоци, значи ќе излеземе после оваа средба со цел да изградиме на заеднички став во начинот на делување понатамошно и практично да поднесеме конкретна иницијатива до централната и локалната власт на основа на тие заклучоци. Граѓаните имаат уште една прилика да ги искажат своите проблеми во врска со аерозагадувањето, кои неприсутните им ги презентира преку видеоматеријали, истакна од граѓанската организација Грин Орага. Ке зборуваме поточно за аерозагадувањето, загадувањето на водите, исто така за рециклирање и селекција на отпад. И исто така резултатите од оваа иницијатива ќе бидат произнесени пред Министерството. На средбата беше пресуден и директорот на фабриката Paper Mill, кој образложи дека фабриката работи според сите мерки и ги има сите потребни дозволи за извршување на работата, но и двете страни се согласни дека оджакот чади и предизвикува загадување на воздухот. Настанот заврши со дебата на која учествуваа граѓаните кои живеат во близина на фабриката, кои го искажаа своето секојдневие и тоа како е да се живее во близина на според нив најголемиот загадувач на воздухот.